Денеска до собранието вие поднесовте 3 закони, едниот од нив се однесува за избор на нов јавен обвинител по предлог на опозицијата, но меѓу другото барате и наместо со просто мнозинство да се избере со двотретинско. Ваш коментар повеќе во врска со ова? Покрај предлогот од СДСМ опозицијата да го предлага јавниот обвинител, да го додадеме овој предлог дека без разлика кој е предлагач, јавниот обвинител треба да се бира со двотретинско мнозинство за да изградиме еден степен на поголема доверба кон таа институција. За жал очекувавме дека ќе биде одбиен предлогот заради тоа што веќе десетина ветувања на Социјалдемократскиот сојуз се одбија во овој период или не се реализира, зборам за изборни ветувања пред изборите 2017 година и очекувавме дека ќе го одбијат и ова да биде ставено по скратена постапка денеска на денешната седница на собрание. Но ние веднаш припремаме ист текст, идентичен текст, кој што ќе го предложиме во редовна постапка во собранието и ќе дојде на ред за дискусија на следната, односно наредната седница на собранието. Значи, од тие ветувања кои што ги дал Социјалдемократскиот сојуз, нема бегање, тие ќе дојдат како расправа во собранието. Ние ќе бидеме конструктивни во смисла на наше присуство тука, но немаме намера да бидеме покритие и да бидеме конструктивни кога Социјалдемократскиот сојуз злоупотребува држава, злоупотребува власт или не сека да ги исполни своите ветувања. Во тој случај ќе бидеме многу прецизни и многу јасни да покажеме на јавноста дека во моментот практично узурпаторот на власт работи спротивно на сите ветувања кои што ги даваше пред изборите. Побаравте и покачување на платата за јавната администрација од 5% кое што би се реализирало од јануари 2018 година. Го предлагаме сега тој закон, заради тоа што е многу битно тој закон да биде изгласан пред во собрание да дојде расправата за буџетот на Република Македонија за 2018 година, бидејќи таа разлика од 5% во вкупна маса на средства, државата ќе мора да ги предвиди во вкупниот буџет за 2018 година. Ова не беше ветување на Социјалдемократскиот сојуз, но ова беше ветување на претходната влада практично, беше дел од програмските документи на претходната влада, во која што пак членуваше ДУИ. Ние се надеваме дека и СДСМ ќе разбере дека ова е неопходно, но се надеваме дека и ДУИ ќе остане на она што го работела и го ветувала во претходниот период. Затоа во редовна постапка ќе ги приложиме сите аргументи кои што ги имаме. Имаме чувство дека владата и онака нема концепт за што да ги троши во смисла на капитални инвестиции средствата. Нема најавено ниту еден значаен нов проект во овие 40 на дена. За жал има стопирање на крупни капитални проекти како автопатот за Штип, автопатот за Охрид, клиничкиот центар за Скопје. Слушаме исто така за жал дека планираат зголемување на даноците во Република Македонија, што говори дека средства во буџетот за оваа намена може да се најдат без никаква дилема, односно да возможиме 5% зголемување на платата на сите овие категории на граѓани кои што ги спомнав. Ние го ветивме тоа, се надевам дека мнозинството од пратеници во собранието ќе го прифатат овој закон. Тој ќе оди во редовна постапка, очекуваме до крај на месец јули да биде дојден на гласање во собранието. Третиот закон се однесува на укинувањето на радиодифузната такса. Кои се вашите очекувања во врска со ова? Сега видите, СДСМ пред 2 години го предлага законот, изборува 2 години дека ќе укине радиодифузната такса, но СДСМ денеска од позиција на власт го одбива тој закон. Впрочем, нема подобар начин како да ја видите лицемерноста во политиките на Социјалдемократскиот сојуз. Едно зборуваат додека се опозиција, што сема друго прават кога се на власт, и тоа за суштински теми. Знаете, он има 5-6 ветувања во текот на изборите, главни кои што сите ги запамтија. Тоа беше дека ќе има минимална плата, ништо уште не сме виделе околу минимална плата, дека ќе се укине радиодифузната такса, ништо од тоа не сме виделе, дека ќе има бесплатно здравство за сите, ништо од тоа не сме виделе. И ние како пратеничка група овде во собранието имаме за цел СДСМ да ги подсетуваме за сите ветувања, не само за овие. Све што ветеле, све што кажале на митинзи, на настапи на телевизија, све што напишале во нивната програма, све ќе им биде дадено како можност да го гласаат во собранието. Впрочем, премиерот Заев ја повика опозицијата да помогне во работата на собранието, во работата на државата и така натака. Да, ќе помагаме, но нема да бидеме послушници, нема да бидеме неми
аминувачи на погрешни политики. Напротив, ако некој дојде на власт во Република Македонија, таа власт мора да ја остварува врз база на легитимитет. Легитимитетот се добива врз база на ветување спрема граѓаните. Тоа е договор, гласањето е некаков вид на договор. Јас ветувам дека ќе укинам радиодифузна такса, дека ќе воведам минимална плата, дека ќе направам просечната плата да е 30.000 денари и така натака, а вие гласате за мене. Тоа го направи СДСМ, ги доби гласовите, онолку што доби, не победи, но доби доволно за да направи практично со една манипулација во собранието мнозинство. И сега доаѓа времето во кое што мора да се исполни делот спрема граѓаните, макар и оние што гласале за мене. Значи, ние сме пратеници на сите граѓани, без разлика кој за кого гласали. Треба да се грижиме за сите граѓани. Инсистирате пред да се склучи договорот за пријателство со Република Бугарија, сите политички партии да можат да го видат и да дадат своја оценка. Кои се вашите очекувања во врска со ова барање? Не би сакал да бидам негативен. Се обидувам позитивно да размислувам. Во своето експозе, премиерот Заев многу пати кажа дека по однос на суштинските стратешки прашања на Република Македонија, тој ќе сака да ја вклучи и опозицијата, дека ќе со негови зборови ќе биде инклузивен, ќе подаде рака, ќе разговара, ќе гради консензус и така натаму. За жал, нити во политиката која што ја градат спрема Република Грција, нити во политиката што ја градат како влада спрема Република Бугарија, ние досега немаме нити една единствена, макар неформална информација, како би рекол најголема пратеничка групација во собранието на Република Македонија. Тоа е директно спротивно на оно што се ветуваше во периодот на составување на влада. Што е нашата цел? Нашата цел е заради тоа што има суптилен карактер тој договор од една страна, а од друга страна добро е ден поскоро да се разрешат проблемите со Република Бугарија и таа навистина да стане вистински партнер како што доликува помеѓу нашите две држави, помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Тој договор пред да биде потпишан, да имаме можност сите пратенички групации во собранието да го погледнеме, да дадеме сугестии, предлози и размислување. Знаете, премногу шпекулации се проструија во јавноста, имаше дури и изјави кои што за нас се фрапантни во делот на промена на историјата, во делот на промена на учебници, во делот на прифаќање или неприфаќање на заедничка историја. Има едноставни прашања кои што мораме да одговориме. Дали Линденското восстание е македонско восстание? Или после овој договор ќе биде бугарско восстание? Или ќе биде македонско-бугарско восстание? Тоа во суштина може да го смени, да ја смени сршта на концептот како е изградена оваа држава. Знаете, прв прерогатив на македонската држава и од формално правен карактер во уставот и од суштински карактер во политичката мисла е Линденското восстание и Крушевската република. Доколку тоа не е македонско, туку е бугарско или е македонско и бугарско, тогаш ние коренот на нашата држава го даваме да биде на некој друг и ги прифаќаме тезите дека можеби оваа држава е вештачка држава, дека можеби овој народ е вештачки народ. И тоа може да има далекосежни реперкусии по однос на идентитетот на нашата држава, по однос на идентитетот на нашите луѓе, но може да има последици по однос на нашите односи со јужниот сосед Република Грција. Затоа не сакаме да бидеме негативни без да видиме. Ние веројатно забележавте, бевме многу коректни во дискусијата со министерот за надворешни работи, но не сакаме нити историјата да не осуди дека не сме направиле ништо, дека не сме прашале, не сме поварале во некој клучен момент од историскиот развој на Република Македонија. Се надеваме дека владата ќе дозволи, поради тоа што министерот се повика на владата и дека ќе бара од владата. Очекуваме овие денови некаков одговор по однос на тоа прашање, да видиме како ќе се развиваат работите. Ние дури прифативме таа седница да не мора да биде од јавен карактер, да биде од затворен карактер, или таква една средба да биде дури и од неформален карактер, но да бидеме сигурни која е намерата во тој правец. Не сакаме да бидеме кочница, велам, ден поскоро треба да се склучи договор со Република Бугарија, но не по цена на губење на идентитетот на македонскиот народ и македонската држава.